На бегалецот Артан Груби наглава не му тежи само криминалот во државната лотарија. Наскоро може да се соочи со нова кривична пријава поради тоа што земал мито и за влијанијата кои ги правел врз судскиот предмет за прислушувањето, зашто заврши на американската црна листа. Тоа што преку океанот го видоа како незаконско и македонското обвинителство го истражува, за да се најдат докази дека Груби заедно со судијата Енвер Беџети биле во коалиција за да местат судски одлуки, обвинителите чешлаат документација од судскиот совет. Истражител од Истражниот центар на ОЈО Скопје ја презеде од судскиот совет целокупната документација која се однесува на дисциплинската постапка против наведениот судија во врска со постапувањето по конкретни предмети. Надлежен јавен обвинител превзема и други истражни дејствија. Меѓутоа, со оглед на фазата во која се наоѓа постапката, обвинителството во овој момент не е во можност да сподели детали со јавноста. Од обвинителството не откриваат дали побарале помош од стратешкиот партнер кој најде доволно докази дека Груби мешал прсти во правосудниот систем. Во меѓувреме, се уште нема официјална потврда во која држава се наоѓа поранешниот прв вице-премиер. Ниту една земја од соседството не пријавила дека Груби се наоѓа на нивна територија, а шпекулација остана и тоа дека поседува и косовско и албанско државјанство. Доколку пак се реши за азил, премиерот Мицкоски е со очекувања да не го добие. Последните непотврдени информации се дека екс-вице-премиерот е лоциран во имот на Јадранското море во близина на Драч. Кога Груби преминал од Косово на албанска територија е непознато, но веројатно е дека тоа од претходно го планирал бидејќи можноста косовските власти да го кријат речиси ја нема. Мали се шансите и Албанија да му биде стално за солниште на бегалецот или пак можеби само ја користи како попатна станица до крајната локација каде сака да избега.